И ете последен напорен ден заедно со синан од Куманово. Треба да се игра представа. Представата се вика Господја министерка. Трае 3,5 сати, кој гладна година, али уствари у публика нема ни да приметиш кога поминале 3,5 сати. Ова место овдека се вика checkpoint. Покрај АЦО мора да поминеме и да се пријавиме дека сме влегле во МНТ. Кога ќе влезеш во театар, обичаен да влезеш кај Батко Борче и Батко Мише во бифе. Еве сме во бифе. Колку опрема имам на мене, мислам дека Јури Гагарин нема волку опрема носен. Еве сме кај Бате Борче. Ево Бате Борче, кај си бе Бате Боре? Бате Боре знае, за мене еспресото е спремно, секојаш. Кажи Бате Боре, што е најбитно овдека? Менито, како е направено менито во МНТ? Значи, омлет џамбазов. Има, после има јајце и пиперки, Сашко Коцев. Јас. После што имаше кафе. Сендвич има специјален сендвич за Сашко Коцев пак. Така, исто, значи помени Сашко Коцев сендвич, одма се знае како. После што беше друго, кафе Чичко Перарсовски. Перарсовски специјално кафе. Да, специјално кафе. Значи, ама и другите кога нарачуваат викаат дај ми едно кафе Перарсовски. Перо. Да, кафе Перо, така Кафе бе. Перо, вика. Али најпознат е омлет џамбазов. Го земаме еспресото, и одиме на кај представа. Кога најмалку ти се глуми, мора да излезеш на сцена и да одиграш кој што треба. Мери сите зборат глумците пијаници, вакви онакви. Сега ќе ви прочитам нешто. Зошто земав уствари кафе? Сите мислите дека пиво ќе земам или ракија пред представа. Еве зошто. Известување. Најстрого се забранува внесување на алкохол во просториите на национално станова МНТ во текот на пробите и представите. Непридржување кон известувањата ќе следат санкции. Не знам што се санкциите. Мислам дека ќе ни стават овакво задување овдека на вратава каубојска. Еве го еспресото. Првото огледало ќе те начека овдека у театар. Да се види што човек си. Сега одиме, чуете ми го еспресото. Бегај. Логистика, нафтина камера. Значи, ова се дечките кои гледате, се менува декор, се спушта завеса, се крева. Ова се дечките што се главни виновници за тоа. Одиме дека ево сектор. Кога ќе ви има бе? Сега бе, во моментот ви има. Што пише овдека? МНТ реквизита. Кај си бе Батко Лазове? Кај си бе Батко? Што е главното кога доаѓам за реквизита? Ланецот. А после ќе видите што е главно. Еве ги парите, дај ги парите. И што уште нешто беше? Картици? Картичка. Тоа бе. Тука си поминуваш реквизита. Значи, сите викаат, глумците биле као каубојци. Не, али позади сцена има каубојци. Перо, задни мохиканаци, каубојац ин Маседонија, нашиот инспициент и организатор. Перо Стратров, кажи колку каснам на представа. Кажи колку каснам. Кажи, дали сум закаснал некогаш на представа? Никогаш. Кажи кој е прв овдека? Најголема бубалица. Ти. А друг кој? Ало. Кажи кој е друг е најголема бубалица? Весна Петрович, најголемите бубалици. Тие ги тепавме у школа, не ќе да бегаат од часови. Само овдека нешто да уснимиме. Значи, ова Е домашна работа. домашна работа на Перо Стратров. Ова е уствари, со другата камера снимете го ова. Ова е уствари нашиот компјутер за чекирање. Нели во фирма која ќе влезеш има картица. Тинг, тинг, колку саат си влегол. Ова е уствари. Прави на Јелена. Од скубе, братче, бе. Дај да ти се потпишам, Перо. Дека сум дошол на време. Че до Жуљ Кесум С. Коцев. Еве го мојот подпис. Бркерем. Еве го Фидан, брзо Фидан, дојди рамо Фидан. Хонорар дават ли за снимање? За снимање хонорар, ќе договориме бе. Фидан, Договорно? гардеробер. Нема со Фидан. Софија нема се еванци. Да, со Фидан нема зезанција. Му викам Фидан, дај ми бе една бела мајца ќе ми треба. И се ону гужва е 200 глумци има од еден гардеробер и вика, а скрос ли бела да е? Не викам на туфници дај ми. Слушај, Перо, сапиш и све. слушај, сега ќе идеме, ќе дзиркаме глумици по гардероби. Ќе дзиркаме глумици по гардероби. Чути. Кој е пете? Ова да нашето ново. Па тоа е нашето. Еј, брат, тоа ти се заглави, брат.
Ајде, Фидан, ти си махер за врати. Ајде, така бе, Фидан. Така бе. Ова е Драгана Боснич и Весна Петрушевска во нивната гардероба. Ова е мојата Драгана. Извини. Ми додавте, а ова е вашето ново, ова Верениче е вашето ново ток-шоу? А Смиљана каде? Веб-шоу. Смиљана у Виена. Може ли да дадаме една изјава за Смиљана? Може слободно. Да, значи Смиљана, злато моје, ти како во својата биографија ќе имаш сопруг глумец. Топло ти препорачувам да не се секираш дека ќе ги гушка разноразните глумици, така Сашо не е талентиран за гушкање глумици, не ли, Драгана? Не. Ништо, он е фин дечко, просто кој ќе го фатиш за газ професионално, се срами и вика Смиљана може, тука може Смиљана. Значи златната папуча. Златна папуча на деценија ке земја. На Сашко Коцев. Декада на ромите и декада на папучарите. Така е. Чао, Веснич, да не те деконцентрираме. Чекай, слушай, друга. Шминкерна. Кај сте бе, најзгодни, најовој глумици на Македонија, бе. Леле. Абе, кај сте бе, маги, бе. Чекай, бе. Чао, маги. Не бе, на шминкање требаше да се фати. Абе, ништо, тргнавме да циркаме глумици по гардеробима, бе сите се облекле, бубалици сите на време баѓа. А ти не кажеш со време да почекам. Па, идете вие по гардероби, ќе дојдам ја. Ој, еден мора на пресоблакање да фатиме, оди. Оди еден на пресоблакање да фатиме. Брзо. Значи, ова ни е фризерна и шминкерна. Че да видиме. Нема никој. Еј, не е могуќе дека никој нема. Слуша се. И ако нема века, никој ќе се убијам. Па мене ме снимавте. Кај те снимав, бе? Абе, чути ти не кажувај па сега, нема толку да памтиме ние. Слушај, брзо, знам уште една гардероба, знам. Чекај, уште една не проверив. Брзо. Кај се ватра? Чекај, чути, кај беше овие? Кај бе овие? Елена Јованова! Да ги целам после. Со Анџелина Џоли збореше? Да бе, сега ми се јави, ќе доаѓала тука. На представа ќе дојде? Да бе, на 4 сати ќе се На види. министерка? Да бе, да. Немогуќе. А за женска публика Бред Пит? Добро ми е Ланецов. Сакам јас да се пресобликувам, само уште нешто да јавиме. Тоа здраво. Ајде, концентрирај се. Како бе, никој не начекавме така, па се... Да ти кажем да се соблечеш? Еј, оваа затворена. Само уште една не сме проверили. Овдека. И Чика Емил Рубен го нема, значи денеска немаме среќа. Оди сега да ви покажам што се случува позади сцена. Вака. Сега уште малку ќе фатиме кој како се концентрира пред представа. Некој кажува брзо зборки, некој си ја треска главата од зид, некој збори гласно, многу е еуфоричен и као цело време кажува немам трема, не ми е ништо. Овде е влезот на сцената. Ова е тетка Агна, нашата суфлерка. Кажи, тетка Агна, кој највише знае текст? Сите знаете. Ама кој највише? Сашек. Ај, па кај сме да не кажеш, јас снимам. Сега сме позади сцена. Значи, овамо е публиката. Публиката е влезена? Перо Стратров, публиката дали е влезена? Не е се уште. Чекај да дзириме во празен салон. Ево, Илија Тарчуговски, најбољи светло мајстор у Македонија. Илија Тарчуговски. Најбоља работа е, кога го малтретираш светло мајсторот, цело време топ да уклучи у тебе да биде светло, ти кој глумиш у тебе да биде цело време светло. Овдека е еден процеп, што го викаме. Овдека се влегува на сцена. Ја ќе го снимам само тоа. Сега гледалиште ова е празно. Сценографијата е поставена. Така уште малку ќе дојде публиката. Да видите како е позади сцена. Чекај, што пише овдека? Работно мост, 0, подови во бочни влези, подови, мостови горе. Значи, секогаш кога ќе дојдам пред представа, најбитно што ми е?
да проверам, тоа многу ме нервира кога ме гледа публика. Значи има агли во сцената, откај што те гледа публика, само вака да осветлиме натака. Значи овде кога стоиш, тоа е, значи сега сме фактички, гледалиштето е натака и треба вака кога ќе свртам од овој агол, натака само осветлете, значи од овој агол, еве оваа завеса овдека, така, оваа завеса да е што повнатре, за да не ме гледа тамо од публика. И секојаш ги проверувам овие суфити што ги викаме, значи тие завеси ги проверуваме, кога се крене завеса, големава, тешка завеса, да не ме гледа публика. Сега ќе идеме позади, пошто е темно, дајте светло позади. Ова е позади сцена. Овдека се прават едно 20 склека. Овде стои другата сценографија. И забаталена сценографија од други представи. И овде, кога ќе почне представата, треба да се направи уште една представа, публиката позади да е пребацена и да се гледа втората представа, зашто тука, например, на сцена напред се е спокојно, смирено играат представа, позади е хаос, кај ми е блузата, кај ми се штиклите, дај ова, некој раскажува нешто вчера што се десило, све циркус се случи. Сега одиме во моја гардероба, пак горе. Колку е саат, само да видиме? Саатот вика 10 до 8. Време е да се спреме. Еве, мина на Весна ја викаме нагазна мина. Мина е обавезно тука. Што Софија? Што филмски? Што филмски? Па барем другиот костим да го облече. Адвратен еден, пази. Јас ја имам одбрано гардеробата што е најдалеку. Уживо бе, братче, директива. Јас имам одбрано гардеробата која што е најдалеку од сцената. Тоа е последната и се вика 14-ка. Тука сме заедно со Александар Микич. Видимо го костимот на Александар Микич и кажи дека машко игра со овој костим. Види ја бунда. Види ги чевличињата, дневникот на црвените чевличиња. Ова многу тешко на грб што го носам, ме измори. Како, ево мојот момент. Ево мојот костим. Овој лик ми се вика Чедо Жуль. И во представите, ще го закачам микрофонот, во представите во кои што ми се комеди, ова ми е еден од омилените, затоа што колку и да дојдам изморен, публиката стварно ужива во тоа што се случува на сценава на господин министерка, така да заборавам, мислам дека снајпер да ме погоди нема да ме сруши на сред представа. Еве ги моите джиберски тренерки и мојата јакна. После ќе се усликам со костимот на Чедо Жуль и ќе се видиме. Драги мои, тоа беше евувањето, позади сцена во МНТ. Сега ќе оставиме видеото и сите видеа од денеска. Дами и господа, 10 минути до 20 часот, публиката легува. Еве, како на автобуска станица, малце, нели е како на автобуска, 10 минути до 20 часот. И веќе е време да се подготвам. Кога ќе биде 10 до 8, веќе се исклучува. Телефони, се, од реалноста се исклучуваш и мислиш само на публиката што ќе каже со твоето прво влегување. И најголемата награда нормално е на крај кога ќе излезеш, кога ќе грмне аплаузот, кога ќе заврши представата. Мислам дека тој адреналин не можам да го спуштам понекогаш до 2 до 3 ноќеска. Адреналин кој што го пружа публиката. Така да, драги мои, покрај овој напорен ден и забавен, ве поканувам сите во најкус можен рок да купите карта од било која представа, во било кој театар, во било кој град да се наоѓате и да уживате во магијата на театарот. Се гледаме утре, некаде помеѓу 10 и 11 часот на Сашко веб шоу, лайв стрим заедно со T-Mobile. Чао!